И јас ново, ако може да се надоврзам, значи, пошто заврши давар со пензија, исто да кажам дека, например, сега еве велиме е светска криза, паѓаат приносите и така натаму, меѓутоа треба многу да се има во предвид дека се работи за долгорочно пензиско осигурување и долгорочно инвестирање. Значи, ако сега има пад на приносот, во некој нареден период ќе има скок. И тоа е нормално насекаде во светот. Тоа е можеби кај нас сега ново да се прифати, нели? Да, тука ми беше прашањето што сакам да го поставам. Еве, одвојувам сега 1000 евра во третиот столб, го давам во вашиот фонд, вие управувате со тие пари, дали по 20-30 години кога треба да ги подигнам назад, кога ќе се пензионирам, дали вие како ќе можам со тие 1000 евра да купам ист телевизор како што сум можел сега, односно со ист квалитет, односно дали тие пари нема да ми изгубат вредност заради инфлацијата, односно дали ја ќе добијам нешто плюс за да живеам по-добро. Че не би го банализирал прашањето на тој начин. Би го прво одвоил прашањето дали е 1000 евра или не. 1000 евра. Ова за да ја доловиме прашање, да доловиме кога ќе се дадат пари, што може да очекуваат кога ќе се пензионираат луѓето, односно да ги повлечат парите од фондот. Логика на системот е во мојот животен и работен век да вложувам помал износ на пари, за да можам после 40 години да акумулирам некој си износ кој што ќе може да ми даде дополнителен извор на пензија. 1000 евра како износ може да се вложи, тоа не е ништо спорно, но логика е да се има континуирани месечни уплати, нема да кажам износи. Тој што има помалци, сосема јасно дека ќе може да вложува помалци, тој што има повеќе, ќе може да вложува повеќе. Државата, односно законот дефинира и некој максимум во рамките на кои што може да се остварат бенефиции, даночни бенефиции. Значи јас како индивидуа можам да уплаќам годишно до 6 просечни нето плати во Република Македонија за минатата година. Оваа година тој износ од 96.500 денари и визави тоа да добијам бенефиција, а тоа е повраќање на персонален данок во износ од 10%. А реално ниту еден од другите продукти кои што се можда слични, тоа не го нуди. Така. Мора да го кажам и ефектот кој што го имаат компаниите, а тоа е дека сите оние кои што ќе се определат за професионална пензиска шема и визави тоа да уплаќаат за своите сите или дел од вработени, на тие износи, таму исто така важи овој максимум од 6 просечни нето плати за секој вработен, нема да платат придонес и персоналици. Околу инвестирањето. Сосема јасно дека пред се постои законска рамка врз база на која што ние можеме да инвестираме. Да не ви кажам сега процентите. Поедно, секоја фирма, односно ние, имаме и интерна политика за инвестирање која што дефинира на кој начин ќе управуваме и каде ќе ги инвестираме тие средства. Сакам да ви го поставам ова прашање. Викате да уплаќа по износи месечно, тоа е еден вид на и да се кумулира. Тоа е еден вид на штедење. Зошто да ги дадам јас во фондот кога можам да ги дадам во банка, исто и таму имам камата на одредена сума и по 30 години штедење јас да си ги повлечам парите и да си ги имам. Која е разликата? Мислам лично чувствувам дека не е доволно тоа разјаснето во јавноста. Која е предноста на третиот пензиски фонд за да се вложат пари едноставно? Што добива пензионерот од кога ќе ги вложи парите? Вака, кога се работи за камати на штедни влогови, бидејќи штеден влог како инструмент и како цел за штедење за некоја цел е сосема логичен продукт, како и некои други. Но од друга страна треба да се знае дека и државата два пати има одложено воспоставување на данок на камата. Тоа е една работа. Од друга страна, индивидуалец кој што врши уплата на своја пензиска сметка индивидуална, остварува право на повраќање на персоналец кој што се претпоставува дека е веќе претходно оплатен. Тоа е у моментот 10%. Значи државата го стимулира пензиско осигурување на тој начин. Тоа не е мала бенефиција. Вториот аспект е инвестирањето и капитализација на тие средства, пред се не перципирајќи го максимизирање на приносот. Туку едноставно треба да се напомне уште еднаш дека системот е перцепиран да функцира сигурно. При тоа нема да се остваруваат некои многу високи приноси, но тие приноси во некој период од 30 или 40 години треба да дадат нова дополнителна вредност. Кога може да се повлечат парите? Значи колку време може минимум да се инвестира, кога треба да се повлечат? Една техничка информација. Законот дефинира дека најрано пристап до тие средства е овозможен 10 години пред пензионирањето. Тоа е значи 52 години за жени и 54 години за мажи.
Сега да се дополнам и јас, значи пензионирањето го кажа Давор во смисла на овие што работат, условите Реално, за пензионирање, меѓутоа за оние што не работат, како што рековте, има и такви нели што може да партиципираат, ги велиме 10 години од старосната граница, значи од годините за исполнување на правото, како што е 64 за мажи, 62 за жени, минус 10, велиме 54 и 52, значи без разлика. Тоа е ставено како граница, не се однесува дека треба некој да се пензионира, па... Дали целата сума може да се повлече одеднаш или да се подели на различни рати? Па знаете, сега во... Кој е моделот тука, како е решено? Вака, во овој закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување се само ставени начините кои што треба да се разработат со нов закон. Значи, предвидено е да се донесе нов закон кој што ќе ги подетално уреди, инаку се ставени сите опции. И тоа ламсам, што би се рекло наеднаш, и програмирано повлекување, што би значило дека определени средства во определен период ќе се повлекуваат директно од друштвото. Или пак ануитети, што би личало како пензија, меѓутоа определена институција, осигурителна компанија или слично ќе ги исплаќа под определени услови, или пак, што е актуелно, како што гледаме сега во светскиве рамки, комбинација. Сега нешто, може би најефективна е комбинација на некој од овие или на сите, така да ќе биде изготвен закон кој подетално ова ќе го разработи. Добро, тоа беше се за оваа емисија. Со вас